Повторно го напуштаме студиото. Нашата драга колешка Ирина Пепелјуговска-Цветановски има да ни пренесе многу интересни информации за Кармина Бурана под отворено небо. Иренче, добро утро и едва и чекам да ни кажеш многу повеќе детали околу овој спектакуларен концерт. Така е. Добро утро, Суза, до тебе. Добро утро, почитувани. Она што ќе се случува во сабота на 20 јуни во градскиот парк во Скопје, еден навистина музички спектакл кој што е во организација на Македонска филхармонија, каде што ќе настапуваат над 250 учесници. Ова ќе биде подарок од Македонска филхармонија за сите вас љубители на убавата музика. Кармина Бурана, музичко сценска кантата на Карл Орф ќе биде изведена како последен дел од соработката на Македонска филхармонија со Македонската опера и балет и секако представници од Софија, од Солун, и ќе биде завршница бидејќи и претходно Кармина Бурана била изведувана во овие места. Ова утро во живо пред Македонска филхармонија разговараме со првиот човек, директорот на Македонска филхармонија, господинот Мустафа Имери. Добро ви утро, ви благодарам што ова утро сте заедно со нас, со нашите гледачи, со нашата публика, бидејќи знам дека имате навистина набиена, да кажам, агенда, многу имате проби, 250 учесници, спектакл на Македонска филхармонија ќе му се случи на градот Скопје. Што поконкретно ќе се случи и која е точната локација? Прво пред себе благодарам, поздрав до гледачите. Значи веќе почнаа подготовките, веќе се спрема сцената во градскиот парк пред Езерце, каде што во сабота, како што кажавте, ќе одекне под отворено небо Кармина Бурана, под покровителство на Министерството за култура, Македонска филхармонија во организација. Тука да ги спомнам хорот на Македонската опера и балет, хорот Пиколо, но пред се најзначајното дека трите филхармонии на Солунска филхармонија, Софијска филхармонија, заедно со Македонската филхармонија ќе настапат и ќе дадат спектакуларен концерт во градскиот парк во сабота. Сето ова ќе се одвива во градскиот парк пред Езерце на отворено небо, како што кажавте, и претходно ова се случуваше во Софија и во Солун, ова е сега трет пат во Скопје. Еден ваков спектакл. Токму така, значи пред 2 години бевме во Софија, прошлата година бевме во Солун и дојде редот на нас да го организираме овој концерт. Веќе 8 месеци се спрема, се подготвува и верувам дека во сабота ќе да не послужи времето, бидејќи нели на отворено е, да дадеме еден спектакл за градот Скопје, за сите љубители на класичната музика. Верувам дека, пошто бидејќи овој концерт е и завршеток на концертната сезона на Македонската филхармонија, овој е традиционален концерт кој што се одржува во парк, но оваа година е малце поразлично, бидејќи секогаш сме одели со некои популарни музика за деца. Оваа година решивме да на еден начин и овој концерт представува почеток на тоа што ќе се случи во 2028 година, кога престолнина град Скопје, европска престолнина, значи концерти на отворено, и веќе Македонската филхармонија го најавува тоа што ќе се случува овие наредните години. Значи ќе станат еден вид на традиција овие концерти на отворено, се во организација нели на Македонска филхармонија. Самите кажавте дека овој концерт ќе биде завршница на сезоната. Како би направиле една ретроспектива на годината што е веќе, да кажам, позади вас? Почнавте некаде, вие сезонски почнувате од октомври. Значи како би кажале, како ја оценувате годинава? Па реално да ви кажам, јас сум многу задоволен од тоа како не помина концертна сезона без филтер. Имавме многу одлични концерти, беа посетени од огромна публика, број публика, така да верувам дека веќе е програмирани наредната сезона од октомври месец, отварањето наше, иако мислам дека знаете дека Македонската филхармонија исто така ќе настапи за 35 години од независност на државата, со македонски уметници и со Хозе Карерас на 1 септември во градскиот плоштад. Така, значи официјално започнувате со работа некаде 25 август, како што ми кажавте. Од 1 септември повторно на отворено ќе биде, на плоштадот ќе се случуваат нели тие 7-8 дена прослава за 35 години македонска независност. Како ќе ја стартувате вашата работна сезона? Значи од октомври, имате ли можеби во најава сега
еве можеби е рано, меѓутоа сепак си ја знаете програмата. Ние секако веќе имаме нацрт програма за до декември месец, значи ќе има многу убави концерти. Не би сакал сега да најавам, пошто ќе биде многу одличен концерт во октомври месец за отварањето, така да оставам за да прво овој концерт да го завршиме најдобро можно светло и верувам дека ќе имаме многу убави концерти од септември и октомври месец. Да се навратиме на концертот, кажавте над 250 учесници, да го споменаме кој ќе биде диригент и дали веќе полека пристигнуваат гостите од Грција и од Бугарија? Да, диригентот веќе е во Скопје. Диригент е Најден Тодоров, директорот на Софиската филхармонија. Он ќе го диригира концертот во сабота. Веќе пробите денеска почнуваат со хорот, со двата хора, хорот на Македонската опера и балет и детскиот хор. Така да утре ќе имаме генерална проба пред сабота и верувам дека во сабота веќе ќе го одржиме спектаколот. Очекувате одзив, предпоставувам, бидејќи ова е се бесплатно, ова е ваш подарок на град Скопје, на сите љубители на класичната музика. Подготовките се во тек, може да дојдат оние кои што сакаат и на генерална проба, бидејќи е тоа на отворено, така, тамо се случуваат пробите. Кажете ми од колку часот почнува и колку планирате да трае целиот тој спектакл? Кантатата Кармина Бурана трае саат и 15 минути во тотал. Утре генералната проба негде ќе почне од 19 часот, додека концертот на 20 е во 21 часот, бидејќи нели сакаме да биде малце и убава атмосфера, да светлото има што ќе го поставиме, огромна е бината. Како што рековте, 250 луѓе ќе бидат во еден момент на самата сцена и исто така да ги спомнам и солистите, значи Ана Дурловски како сопран, Никола Спанос тенор и Иво Јорданов од Бугарија, едниот од Грција, едниот од Бугарија. Така да и они ќе бидат дел од овој спектакл и верувам дека ќе биде се во ред. Значи, навистина едно прекрасно, преубаво, возвишено музичко доживување за сите љубители на класичната музика. Ви благодарам, директоре, многу. Ви посакувам убаво лето, да се одморите и потоа од есен повторно, ќе се гледаме секако ќе имате безброј настани и како завршница на годината, на календарската година, вие предпоставувам традиционалниот новогодишен концерт. Ќе се видиме ние на отворено и ви благодарам многу. Ви посакувам успешен концерт и се гледаме во сабота на 20. Благодарам уште еднаш кој сака да ужива во сабота на 20 јуни во градскиот парк. Од овде се одјавуваме во живо пред Македонската филхармонија. Навистина преубав спектакл, преубав концерт. Отворена покана до сите вас, љубители на класичната музика. Дојдете во сабота на 20 јуни во градскиот парк кај езерце, тука ќе биде поставена бината. Навистина едно преубаво уживање Кармина Бурана во живо, над 250 учесници. Од овде се одјавуваме. Прекрасна информација, голем поздрав Иринче до тебе, особено до твојот соговорник, генералниот директор на Македонската филхармонија Мустафа Имери, мојот поранешен ученик, кој што ми беше гордост и во неговите средношколски денови знаев дека тој еден ден ќе прави големи дела.